Добро дојдовте во 11-тото издание на Тајната на успехот. Тајната на успехот е серијал подкасти за женското предприемништво, кој е дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Во денешното издание ви представуваме една млада дама, успешна млада жена, која не подклекнува пред предизвиците на животот. Напротив, се обидува и на другите да им ја пренесе позитивната енергија. Катерина Ангеловска, тренер за личен развој, мотивацијски говорник, енергетски терапевт. Катерина, како започнала твојата професионална приказна? Од каде идејата или желбата да се занимавате со ваква дејност? Баш убаво прашање. Прво, сакам да се заблагодарам на оваа ексклузивна можност да бидам дел од овој проект и да бидам дел од испишување на една убава историја на женското предприемништво, каде што и јас пред некои неполни 6 години ја започнав и мојата приказна. Предходните години работев за друг и одлучив дека ќе почнам нешто свое. И тоа што ми беше пасија и тоа што ми беше љубов, всушност го преточив во нешто што го работам, така да работата истовремено ми е и љубов. А мојата приказна започна толку... Ова исполнување и на тинејџерските соништа на една девојка за... Па да, може би така е, да. Знаете како моите тинејџерски соништа беа да бидам глумица, меѓутоа тоа не се оствари. И добро, има некои допирни точки, пак има некои елементи што може да се искористат. Па да, тоа зборување пред луѓе. И собрав храброст едноставно и со огромна поддршка на мојот партнер одлучив дека ќе напуштам работата што имав претходно, работа во банка, во финансиска институција, имав прекрасна кариера, бев многу задоволна, научив многу и тоа искуство таму што го стекнав многу ми помогна во тоа што сега го работам и тоа познавање на оној финансиски момент. И едноставно не можам слободно да кажам дека не ми беше лесно и се уште не е така лесно, меѓутоа кога го правиш тоа што го сакаш, кога веруваш во себе и кога знаеш дека успехот не се само некои материјални добра да се добијат, иако нормално потребна ни е таа, да се разбереме. Меѓутоа позадината на она што се нарекува вредност, а успехот според мене е слобода, љубов, исполнетост, радост, среќа, позитивен однос кон животот, затоа што сите овие аспекти што претходно ги кажав ми помогнаа во тој процес на мојот пат во предприемништвото. Ете, можам така да кажам, и верувам дека тоа ме одржа и ме остави да бидам толку години. Тоа не се многу години, допрва нели ќе се и развива сето тоа, меѓутоа доволно за да останам во овој свет. Велите дека е основно човекот да ја пронајде својата среќа, да продре во себе, да се пронајде себе. Можно ли е тоа да се направи? Така лесно звучи, а дали е лесно и да се изведе? Па да. Па јас сум пример. Да, гледајќи вака, крајна со кој позитивен... Нескромно ова го кажувам. Знаете зашто? Затоа што јас кога почнем со ова, да се занимавам со оваа професија, размислувам дека што ќе биде мојата мисија? Што уствари јас сакам да постигнам од целава оваа работа? Дали ова е нешто што сакам само да задоволам некои мои лични хирови, моето его да го задоволам, или навистина сакам да помогнам? И идејата моја е и тогаш и се уште дека преку мојот збор, преку тоа што го кажувам, преку тоа како делувам, преку акциите што ги преземам, да бидам еден вид на потик на луѓето да они ја открија таа големина и мок во себе, оние потенцијали кои што ги носат, да бидат најдобрата верзија од себе и сите заедно да бидеме придонес кон сеопшто добро. Како за нашето општество, така и за целава нашата планета. Личен тренер за развој. Како чувствувате, како одговараат луѓето со кои работите? Сега во овој момент веќе се сменија работите. Јас пред повеќе од 20 и
години, кога почнав да навлегувам во овој свет на личен развој, во Македонија навистина не постоеше ни литература, не постоја ни тренери, ни коучеви, едноставно живеевме во еден друг филм, во еден друг систем. И сето она што го црпев како информација, како знаење, го црпев од странство, најмногу од Србија и од Хрватска. Носеа книги, таму ги фотокопиравме, си ги разменувавме, идевме медитации, йога, не беше тогаш толку популарно сето тоа, меѓутоа како поминува времето и сега популарната психологија едноставно е нешто што веќе не е кај нас табу тема, не е табу тема ни да медитираш, не е табу тема ни да, не знам, да имаш свој коуч, да имаш свој ментор во тој личен развој. Современиот начин на живот, кај можеби дојде подоцна од западот и сега го наметнува и такиот пристап кон овие работи. Да, знаете како, веќе и самите институции, па повеќе би кажала компании, приватните, гледаат дека човечкиот фактор е оној на кој што треба најмногу да се посвети внимание. Јас претходно кажав дека сум работела во банка и ние имавме секакви обуки, но најголемите обуки и најголем дел од обуките беа концентрирани на продажба. Меѓутоа, многу е важно, според мене, од таа гледна точка и сега од оваа дистанца, дека исклучително е важно да се вработениот да се направи да биде среќен, да има чувство на припадност, да има чувство дека да, затоа што ние тоа го немаме чувство, затоа што премногу сме во трка со тие пари, зборувам особено големи компании, каде што едноставно се заборава на тој фактор. Во помалите компании, мислам дека, јас сум сведок дека постои, не можам да тврдам, нели да генерализирам, меѓутоа и како има поместување од во тие рамки. Да, односот кон свој, да, затоа што на крајот на краиштата ние пак сакаме да сме задоволни, пак сакаме да имаме таа, кој ќе идеме дома да немаме сериозен стрес кој што ќе влие во околината во која што подоцна ќе бидеме, нашето семејство, децата, фамилијата, едноставно да бидеме порелаксирани и на крајот на денот пак да се свртиме кон себе си, да бидеме благодарни, да имаме она почит и кон животот, да не заборавиме дека сме, нели, да, па така, да. Иако знам дека не е едноставно. Знам дека не е едноставно, но ако сите дадеме придонес, навистина можат, и јас верувам дека можат нештата да се променат. Вашите размислувања околу развојот на личноста, некои совети ги објаснивте во вашите две книги. Да. За какви книги станува збор? Едната од тие книги и во 10 топ бестселери во Македонија. Првата книга ја напишав 2017 година, тоа беше книга за афирмации, мое лично искуство на позитивни кратки реченици кои што прават трансформација во начинот на кој што се изразуваме, затоа што често пати многу судиме за други, а најмногу се судиме себе си. И сето тоа малку не спушта енергетски. А за да се одржиме на една добра вибрација, пак ни е потребен оној оптимизам, позитивизам. И тоа беше книга токму за тоа. А втората книга е Будење на свеста, која што ја напишавме заедно со мојот партнер, Радован Витошевик. И всушност тоа е книга која што можам да кажам дека е водич за индивидуална и за колективна промена на свеста. И минатата година на наше огромно задоволство во ек на пандемија, книгата беше најпродавана книга од македонски автори. Добивме пакета за тоа. Да. Да. Значи, сериозно се зголеми потребата, неколку изданија продадовме за неколку месеци, од дома пакувавме книги, ги дистрибуиравме на секаде низ Македонија. Истата книга е преведена на англиски јазик, се продава на сит и е поставена на голем број на онлайн платформи, почнувајќи од Амазон и се останато, и таму продаваме, но јас особено сум
благодарна што токму во Македонија се чита ваква литература и што луѓето едноставно се свртуваат и кон македонски автори. Да, знаете како, тоа е многу важно. Ако се побара помош и на овој начин, или да се пронајде патот на овој начин. Знаете како, јас сум многу задоволна, затоа што во оваа област во која што јас работам, луѓето немаат многу доверба во македонците што работат ова. Значи, кој ќе дојде странец и кој ќе го покаже своето CV, на своето искуство или без разлика, и не мора ни да го покаже, со самиот факт дека дошол некој од странство, ќе нас веднаш има поинаков пристап. Едно ниво или две повисоко од домашната. И овдека ние што го работиме ова на вистина, од сериозно се бориме со една светска конкуренција, можам да кажам, затоа што и ние имаме што да понудиме, и ние имаме што да дадеме, и ние сме промената која што ја правиме во нашето општество. Јас до сега не сум се откажала од Македонија и не велам дека пазарот е само овој, но јас на вистина верувам дека во Македонија и како е потребно да се буди свеста. Па да, затоа што но колку фактот што сте жена ви помага во таквата борба или ви одмага? И се среќавате ли со некои стереотипи од смисла ова е машки свет или ова е машка? Да. Сигурно. Значи, не сум осетила толку на собствена кожа да имам борба со некој, меѓутоа ја чувствувам таа колективно размислување. Се уште ке нас во кодот ни е некаде, во ДНК-та ни е запечатено, дека генетски, дека мажот е тој што може повеќе да ти даде, повеќе сигурност имаат луѓето кога некој маж ке излезе, дали на сцена, дали повеќе ќе се представи себе си со тоа што го работи. Зборувам ева конкретно за мојата професија. Но правам промена. И сум промената која што сакам да ја видам во оваа Македонија, дека таквите стереотипи, тоа го правите, нели, сите вие, го прави и асоциацијата. Значи, сметам дека и како е промената свеста во на ова поле, но уште треба. Уште треба. Иако сум многу позитивна и сум оптимист, знам дека се уште треба. Кои се тие главни карактеристики, жена што треба да ги поседува, жена предприемач или жена во други области, што може да се избори со оваквите стереотипи, со оваквите предрасуди? Да се сака себе си, да се почитува себе си, да знае дека може, да знае дека што го прави има вредност, да знае дека сите нејзини потенцијали, без разлика какви да се, може да ги развие дополнително, може повеќе да даде и да знае дека може да успее, да верува во себе. За мене тоа е многу важно, да се верува во себе. Да. Често знаат најблиските да ни направат сопка. Јас не сум имала тоа искуство, меѓутоа сум била сведок. Јас имам неверојатна поддршка од моето семејство, неверојатна поддршка од мојот партнер и затоа сум успеала во целата ова приказна, затоа што не можеме сами. Затоа што доаѓа некојаш момент на слабост, момент на испитување на одлуките, дали сум права, тие најблиските треба да ни помогнат. Да, и најблиските, и пријателите, и пријателките. Јас имам жени предприемачи кои што на вистина ми помогнале во оваа приказна, каде што само со еден збор, со некоја информација размена, со некој контакт ми помогнале. Имате организации на жени што помагаат предприемништво или на друг начин се во контакт? За мене е тоа многу важно, затоа што ние ако не се помогнеме, кој ќе ни помогне? Ние треба да сме си поддршка една на себе. Јас сум многу благодарна. Не знам дали можам да спомнувам имиња во овој подкаст, да не издвоју. Меѓутоа, имам стварно прекрасни, убави битија кои што сум бескрајно благодарна што ги познавам и што ми помогнале во мојот развој. И јас истиот придонес го давам и за други. И се може ли да краток мотивацијски говор за сите оние млади девојки и жени кои се мислат дали да почна собствен бизнес и да... Да. Тоа што и пред малку го кажав и ќе се надоврзам на тоа, да знаат дека нема ништо недостижно
И покрај тоа што во нашата земја честопати македонскиот човек знае да биде онаков јас знам, ти нема да успееш, ова идеја нели застана или не е застара. Ништо не е невозможно. Се ни е дадено буквално вака на дланка. Едноставно само треба да ја знаеме целта. Имаше една многу интересна изрека: жена со цел е многу помокна, со сериозна цел, со упорност, нели, со храброст, со све многу помокна заедно од 10 мажи. Значи, ако ти ја знаеш целта, ако знаеш точно каде се движиш, ако имаш визија, ако имаш мисија, што да направиш, како да направиш, ако си дисциплиниран, фокусиран, една структура да направиш на сопствениот бизнис, нормално ќе ти помогнат структури кои што ќе ти ја направат цел, ќе ти го направат тој твој бизнис да биде издржлив. И нормално ќе треба неколку години да се развие, но важно е да веруваш во себе и да не отстапиш од тоа што го правиш. И ако ги слушаш тие мали гласчиња од стран дека нешто не може, можеш, само верувај во себе. Мислам дека е тоа клучно. И едно може би непријатно прашање. Што мислите, кој е поупорен во остварување на одредена цел? Машките или женските? Не сум размислувала на ова. Па се разбира ние. Знаете, затоа што ние го носиме светот, да се разбереме. Ние сме тие што создаваме живот. И едноставно ние сме тие што сме, мислам дека можеме да носиме и да носиме. Делуваме може би понежно, потешко е да не скрше. Да. Веројатно така. Ви благодарам за разговорот, ви посакувам понатамошен успех, да се развивате и да не сите да не дозволите уште едно дело наскоро. Уште еднаш јас ви благодарам на ова навистина ексклузивна можност да бидам ја дел од овие промени и се гледаме во некоја друга прилика. Да, ви благодарам.